Присутни на македонскиот пазар на 22 години, Прокредит банка први почна со дигитализација на своите услуги. Без чекање на шалтер и губење време, фирмите, односно корпоративниот сектор, можат да уплатат готовина и да ги уплатат своите средства од платниот промет. Кој ќе им биде таргет годинава, разговараме со членот на управниот одбор Стефче Кузмановски. Кузмановски, добро дојдовте во емисијата Финсайт. Добро ве најдов, да. Благодарам на поканата. Прокредит банка има нова стратегија покрај корпоративниот сектор, сега таргет ви се физичките лица. Што ќе им понудите на граѓаните да дојдат кај вас? Прокредит банка е присутна на пазарот веќе 22 години и ја гради својата репутација како специализирана банка за работа со компаниите, со бизнисите. И реално тоа го постигнавме преку некој основен принцип на работа, кај што сакаме да ги разбереме и слушнеме потребите на клиентите и соодветно на тоа да понудиме најоптимално решение. Она што го приметивме дека реално во Македонија, има празнина кога се работи во секторот на работа со физички лица. Имено во Македонија се уште постои оној традиционален модел на банкарство, каде што клиентите одат од шалтер на шалтер за да завршат одредена работа. И реално гледаме дека се губи драгоцено време за користење на услуга од банката или некојаш треба да познавате некој човек од банката за да завршите одредена работа. Сакаме да го смениме тоа искуство, сакаме да уведеме комплетно дигитална банка, но со човечки карактер. Што ќе значи тоа за клиентот? Тоа значи дека за основните работи, кога станува збор за уплата на готовина, за подигнување на готовина, кога се работи за правење на работа со трансфери, истовремено апликација за картичка, подигнување на картичка, блокирање на картичка, најголем дел од банкарските операции сакаме клиентите да ги завршат преку мобилна апликација во рамките на нашите зони кои што работат 24/7 или пак со телефонски повик во рамките на нашиот контакт центар, каде што имаме обучени луѓе за да одговорат на потребите на клиентите. Но сепак, ако има клиенти кои што се, да кажеме, скептични во однос на користење на овие дигитални канали, во таа ситуација се на располагање на нашите филијали каде што имаме обучени вработени за да, ако е потребен совет или поддршка во користење на тие дигитални канали, нашите вработени тука се спремни да излезат во пресрет на клиентите. Сакате да кажете дека доколку сакам да станам ваш клиент, можам преку мобилниот телефон да си отворам трансакцијска сметка без да доаѓам по самата банка? Токму така, да. Живееме во време каде што сме постојано во динамика, така да сакаме да го цениме времето на секој граѓанин и затоа ни е многу битно да може од било кое место, без проблеми да може со неколку клика да се идентификува и да отвори сметка без да потпишува договори во хартиена форма, така да многу поедноставно да може да ги заврши сите обврски кога станува збор за отворањето на сметка. Кои други поволности ќе може да се добијат? Конкретно за граѓаните. Други поволности се, имаме преку самите дигитални канали, секој граѓанин може едноставно да ги ажурира своите податоци. Знаеме дека често пати се соочуваме каде што треба да одиме во банка за да ажурираме, бидејќи во спротивно не можеме да користиме својата сметка. Истовремено, друга поволност е управуваме лесно со своите картички. Тоа значи дека реално може да се сетираат лимити на картички, може да се промени, да се блокира картичката ако е изгубена. Така да за се што кажеме е потребно од банката да нема потреба да се јавуваме, туку преку дигитални канали да може да се заврши таа работа. Така да на тој начин го правиме целиот процес на работењето многу поедноставен и многу полесен за самите клиенти. Граѓаните ќе мора да дојдат во банката, евентуално да склучат нов договор, не знам, да се отворат штедна книшка. Да. И за тоа мислевме, дури и за штедење може да се направи преку самата мобилна апликација. Тоа значи дека секој граѓанин може без проблеми дел од своите редовни примања, со неколку клика да се ги двои на посебна штедна сметка и да располага со нив константно, 24/7. Истовремено, дури ако сака да орочи депозит, може да го направи тоа преку мобилната апликација со само неколку клика каде што ги префла парите на посебна сметка,
ги орочува преку мобилната апликација и ги потпишува договорите. Така да кажеме Општо целото нема банка. потреба да доаѓа лично во банка да потпише договор или? Не, значи мислам дека она што е битно да го знаат граѓаните, нели, банките одат во насока каде што, нели, целата услуга е максимално дигитализирана. Тоа би значило дека клиентот воопште нема потреба, нели, да се појавува во банка. Со промена на законските регулативи од пред 2 години, значи се овозможи да, нели, секој граѓанин има дигитален идентитет и со тој дигитален идентитет реално, значи, да, сам се мислам го креира и со истиот, нели, се потпишува преку мобилна апликација на сите потребни документи кои што се за отварање на некоја или користење на некоја банкарска услуга во банката. Ова значи дека иднината е кон целосна дигитализација на банкарските услуги. Па видете, натаму се движиме дефинитивно. Она што мислам е тренд, нели, и во цел свет е дека банките се повеќе, нели, го ги намалуваат бројот на филиалите, значи се избегнува оној шалтерски систем, нели, каде што одиш од еден шалтер на друг, нели, за да се заврши работа. Повеќе се оди, нели, да се завршува на дигитален начин, но сепак она што за нас е битно, нели, сепак за граѓаните кои што имаат потреба, нели, од советодавна улога, тука се, нели, нашите вработени кои што, нели, се спремни да им дадат одреден совет ако се работи, нели, за некоја инвестиција која што планираат, сака да, нели, да земат да купат стан или, нели, се сака да орочат средства, така да, нели, за тие граѓани кои што сепак им е потребен човечки совет, нели, совет од нашите вработени, тие се достапни. Но како и да е, нашето мото е, нели, сакаме повеќе да луѓето имаат време за живот, нели, помалку, нели, да се занимаваат со банката, пошто, нели, банката реално, нели, треба повеќе да се грижи, нели, за на брз, лесен и едноставен начин да се завршуваат сите работи. Што е со заштитата? Доколку, еве, претпоставуваме, на секој може да му се случи да се изгуби мобилниот телефон, а сите податоци ги има токму во тој мобилен телефон. Видете, прво со самиот мобилен телефон, она една поволност која што сакам, нели, да ја споменам, ќе воведе ProCredit банка е да може самата картичка, нели, која што реално е потребна, нели, за трансакции, може да се издаде и да се активира преку телефон, така да нема да биде, нели, дека сега треба да аплицирате во банка па да чекате пластична картичка која што може да користите, туку со самото отварање на сметка, нели, и со неколку клика, значи имате картичката на мобилен телефон, истата може да се користи и за подигнување на, нели, на готовина на нашите банкомати и за подигнување и за уплата, но истовремено и за правење на трансакции со помош на мобилен телефон. Доека пак нема таа пластицифирана која што имаме сите. Не. Така да ќе биде се преку се ќе биде преку мобилен телефон. Нормално за клиентите кои што сакаат пластика, нели, постои таа опција, но она што се стремиме, нели, и го возможуваме е дефинитивно самите клиенти преку мобилен телефон, нели, да дигитализираат својата картичка, значи има таа дигитална картичка која што може да се користи за правење на трансакции. Е сега, нели, на прашањето конкретно што ќе се случи ако се изгуби телефонот, нели, тогаш реално, нели, мислам, самата картичка де факто, нели, не може да се користи, бидејќи нели, корисникот на телефонот, за да се користи таа картичка, има пин со кој што, нели, се отклучува телефонот и само на тој начин може да се користи картичката. Нели, ако го изгубите, тогаш земате телефон, нели, од некој пријател или, нели, од најблискиот, се увате во банката со цел, нели, да се заради дополнителна заштита да се блокираат картичките, да. Значи, дефинитивно можат граѓаните да бидат сигурни дека нема да се злоупотребуваат парите кои што ги имаат на својата сметка. Да, сигурно да. Значи самата дигитализација наметнува да банката се грижи, да кажеме, и за сигурноста, бидејќи знаеме дека секогаш кога нешто е дигитално за граѓаните, дали кога не ги допирам средствата, кога немам картичката, колку тоа за мене, нели, е сигурно, но направивме таков систем кој што навистина, нели, возможивме да се чувствуваат сигурно, бидејќи самото користење, нели, на мобилната апликација или пак на картичката, нели, има заштитни мерки за да се отклучи со цел, нели, да може корисникот да ги користи истите. Некаде прочитав дека имаат услуги зона 24/7. Што значи тоа? Да, често пати се користи, нели, терминот зона 24/7. Можеби не е лошо, нели, да го објасниме што тоа значи. Самото име 24/7 значи, нели, дека работи 24 часа во денот, 7 дена во неделата. Во таа зона имаат пристап сите клиенти, значи, нели, без никакви бариери. Во рамките на таа зона можат без проблеми, нели, да уплаќаат средства, да подигнуваат средства.
Она што за нас е исто така битно, сме единствена банка која што работи со евра на банкомати, тоа значи клиентот нели ако сака може и да подигнува и да уплаќа евра на банкомат, така да нели ако планирате да одите на пат во некое време нели подоцна, да во ноќта, нема потреба нели да мислите да одите во менувачница, единствено одите во банката на нели на најблискиот банкомат и може да подигнете евра од вашата сметка нели и безбедно да безгрижно да отидете на вашето патување. Меѓутоа, ова е сега за корпоративниот сектор. Ќе можат и граѓаните да ја користат ваквата придобивка? Да, тоа важи истовремено и за самите физички лица, така да важи и за граѓаните и за компаниите подеднакво. Најавивте и флексибилно штедење. Што значи тоа? Флексибилно штедење значи дека нели овозможуваме на граѓаните преку самата мобилна апликација да можат без проблеми да се префрлуваат пари од својата сметка на својата штедна сметка. И нели тоа го прават едноставно, истовремено од тие средства нели понатака ако имаат потреба да користат, исто така можат неограничено да располагаат со истите. И она што е најпозитивно е на тие средства добиваат поволна каматна стапка. Така да нели Поатрактивни се од другите комерцијални банки? Да, доста поатрактивни бидејќи сакаме да го мотивираме штедењето, да флексибилното штедење, бидејќи на тој начин нели луѓето со континуирано двоење на дел од нивните приливи на сметка, значи на штедна сметка, создаваат некој буџет кој што понатака може да го користат дали за едукација на децата, дали за нели дека да кажеме поголеми цели, патување така натаму. Така да нели ги мотивираме со поголема каматна стапка да креираме таа навика кај самите луѓе. И што ќе значи тоа? Ќе треба одреден износ секој месец да издвојуваат, па после по одреден временски период да се ги користат овие пари? Да, значи Или може било кога да се уплаќаат вишок пари? Има повеќе начин. Значи едниот начин е да нели да се направат преку самата мобилна апликација траен налог, значи нели на секој ден во месецот одреден износ, сакав да ми се двои од мојата сметка на таа штедна сметка, така да тоа понатака се генерира како налог и по автоматизам се реализира. Тоа е едниот начин. Вториот начин е ако клиентот сака нели кога има вишок на средства нели може слободно да ги префрли со еден клик нели од својата тековна сметка на својата штедна сметка и при тоа нели ако има потреба од истите без проблеми може да ги користи во било кое време. Македонија веќе е дел од СЕПА. Кога граѓаните ќе можат да ги почувствуваат ваквите придобивки? Ние сме една од првите банки која што влезе во СЕПА системот. Тоа се случи во месец октомври. Така да веќе граѓаните ги чувствуваат тие бенефити од плаќањата во рамките на СЕПА системот. Имено тоа значи дека ако претходно за да направите одредено плаќање, нели требаше да се приложи одредена документација и при тоа трошоците беа доста повисоки. Сега доколку се прави плаќање во рамките на СЕПА системот, односно плаќа кон банка која што е приклучена во рамките на СЕПА, граѓаните тоа може да направат многу брзо и со доста намалени провизии. Тоа важи како за одливни трансфери, така и за приливни трансфери. Ако претходно нели имаме доста наши нели граѓани кои што се во странство, нели имаат роднини кои што се таму така во странство, кои што работат, така да ако претходно нели за испраќање на средства, нели плаќа големи банкарски провизии, бидејќи Македонија сега е во рамките на СЕПА и Прокредит банка е дел од тој систем, автоматски нели приливот може да дојде многу брзо и при тоа за самиот прилив да не платат никако провизија. Така да доста големи Општо без провизија или има одреден надомест кој што секој ќе мора да За приливните трансфери не се наплаќа провизија во Прокредит банка, додека пак за одливните трансфери се работи за минимална провизија од 10. Да, зависно од сумата која што им ја испраќаат и тоа значи Се работи дека за средствата фиксен износ. веднаш стигнуваат на сметка и ќе можат уште истиот ден практично. Точно така, да. Се работи за таква поволност. Се ближи крајот на годината, што може граѓаните и фирмите да очекуваат од следната година? Оно што дефинитивно ќе се случува е нели поконкурентски услуги, значи поголем степен на дигитализација. Оно што сакаме да го постигнеме дефинитивно клиентите наместо да нели трошат време, да доаѓаат ден од своето работно време за да одат во банка за да завршат некоја работа. Оно што барем Прокредит банка ќе го понуди е да може нели сите тие обврски да ги завршуваат преку мобилен телефон или преку нашите останати дигитални канали, дали зоната 247 или нашиот онлайн бренч или контакт центар. Така да нели сакаме нели да го олесниме животот, значи да немаат нели администрација, туку да работат со банка која што навистина ќе се грижи за нив, да биде нели целото време многу поефикасно искористено. Оно што исто така нели ќе го понудиме како банка е во делот на кредити за физички лица со фиксна каматна стапка за нели за лични потреби,
банката исто така ќе понуди опција за кредитни картички кои што може да се користат за плаќање на рати без камата. Тоа мислам дека ќе биде исто така нешто кое што ќе биде навистина поволно за сите граѓани и нормално ќе понудиме доста поволни каматни стапки за штедење, бидејќи сметаме дека треба да градиме таа култура за штедење кај граѓаните. А дали граѓаните и фирмите може да очекуваат и пониски камати на кредитите од следната година? Видете, тенденцијата и оваа година е каматните стапки да се намалуваат, така да реално нормално мислам во соодветно на трендот и обкружувањето, сигурно каматните стапки ќе претрпат одредено намалување. Заострување на условите за кредитирање не се очекува? Видете, Народна банка тука воведе заострени критериуми во делот на кредитирање на физички лица. Така да тие мерки важат за сите банки, каде што се предвидува која е максималната рата која што може некој клиент да ја плаќа во банката во однос на неговите примања. Ако претходно тој процент беше 55%, сега се намалува на 50%, така тоа ќе значи да кажеме одредено за заострување, но како и да е, банката е тука ќе гледа да излезе во пресред на сите клиенти кои што имаат потреба да најдеме начини како да ги поддржиме нивните потреби. Моето последно прашање до вас, Кузмановски, е каде ја гледате Прокредит банка во следните 5 години? Прокредит банка навистина ја гледаме како банка која што ќе биде достапна за сите граѓани кои што сакаат да работат со модерна банка, со прогресивна банка, банка која го штеди нивното време, а не го одзема, дигитална банка со човечки карактер, исто така банка која што е партнер, а не банка која што е уште една административна бариера во текот на денот. Така да навистина сакаме да бидеме банка за сите кои што ги ценат овие вредности и сметаме дека ќе бидеме исто така прва банка која што ќе воведе дигитални иновации и реално ќе предводи во однос на останатите банки во Македонија. Иднината е токму во дигитализацијата. Кузмановски, јас ви благодарам што бевте гостин во Финсайт. Ви благодарам и на вас за поканата.